неделно интервју на порталот Zoom.mk. Јас сум Насер Селмани, а во продолжение ќе следите разговор со господјата Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европски политики. Зошто е битен почетокот на преговорите за Северна Македонија во евроинтеграцијскиот процес? Важен е затоа што тоа е клучен дел од процесот. Порано практично и проширувањето почнувало со тоа. Овие сите претходни чекори се додадени после со копенхагенските критериуми. Важен е апсолутно затоа што е особено сега еден долг процес, така што ако не се почне, не може да се заврши. Зашто во суштина ќе преговараме со Европската унија кога ќе почнат преговорите? Она зашто вообичаено се кажува се преговара за усвојување на правото на Европската унија, односно на аки на Европската унија. Тоа е малку пошироко од правото. Значи тоа се сите политики, права на ЕУ кои што таа досега во текот на постоењето ги создала и сите тие треба да се прифатат. Значи она што преговарате е како вие ќе го прифатите, меѓутоа не само нормативно, туку како ќе го се повеќе се поставуваат тие барања, како ќе го спроведете, како ќе го извршите правото на Европската унија. Сега, она што е специфично за овој процес сега е дека покрај она што ние го препознаваме како право, директиви, регулативи, всушност на преден план е правосудството, темелните права, односно владењето на правото, а тука има помалку директиви, регулативи, многу повеќе стандарди, меѓународни стандарди. И тоа е малку покомплексно и покомплицирано од само транспонирање, преземање правото на ЕУ и негово спроведување. Дали како земја сме подготвени да ги отвориме преговорите? Да, тоа е едниот аспект, ама треба и да покажеме дека оваа држава има демократски капацитет, односно дека е институција која што ги почитува демократските вредности и ги спроведува. Дали ние како земја, како институции сме подготвени да влеземе во овој процес? Во преговорите апсолутно да. Значи ние многу долго сме во процесот, ги имаме истражено, поминато сите најдобри практики, уште пред 20 и кусур години. Единствен проблем мислам дека е што тоа поради сите овие блокади дека некако влезе во некаква секојдневна практика без обновување, без доволно па и ентузијазам или визија во тоа како да се прилагодиме кон се она ново што дојде во Европската унија. Од Европската унија дојдоа нови барања, пред се овој пристап, прво темелите, каде што фокусот се стави на владењето на правото. Владата и владени институции постојано велат дека направивме све, сега е наред Европската унија да испорачува да ги испорача нивните ветувања. Мене една работа не ми е јасна. Како ние можеме да речеме дека сме подготвени, а секојдневно ни се случуваат афери кои што ни потврдуваат дека навистина нашиот систем не ни функционира? Афери се случуваат и во други држави, прашање како се справувате со нив. А во однос на прашањето дека ние тврдиме дека сме подготвени, значи има тука една логика во политиката на условеност на Европската унија, кон сите кандидати таа поставува одредени услови. Заснувајќи на нејзиното следење, кое што е систематско на состојбите, и поставува се повеќе и повеќе услови. И сега конкретно таа пред 3-4 години постави неколку услови за нашата држава да може да ги почне преговорите, и тие услови се реално исполнети. Ние е добро да се критикуваме внатре, меѓутоа гледајќи споредбено и со другите држави, да не зборуваме па претходно во однос на процесот, ние реално ги исполнивме тие услови. Од тој аспект немам забелешки дека да, точно е тоа. Исполнети се условите што ги постави Советот на ЕУ, односно министрите на државите членки. Така што од аспект на спроведување на реформите нашето портфолио е сега чисто. Не треба да се расипе, оти секогаш може да се расипе. Ама сега во моментов е чисто. Дали ако почнеме преговори, овие проблеми кои што ги имаме и во правец на владење на правото и борбата против корупцијата, на некој начин може да биде како стимул тие реформи да бидат поефикасни и да се функционални, да ги осетиме благодетите од тие реформи. Значи реформите се прават за да на граѓаните им се
неспорно е дека притисокот ќе биде поголем. Прво и со самото тоа што оваа област, темелите прво се поставуваат на преден план. Значи ќе има редовни, ако сето тоа почне, ќе има планови, ќе има редовно следење на плановите, ќе има извештаи, тоа прашање ќе биде топ тема и не само тоа, туку се следи спроведувањето, се следат и самите предмети. Она што го нарекуваат трек, рекорд или досие на успех, успешност во спроведувањето на одредена политика, така што од таа страна ќе има повеќе притисок, иако не може да се рече дека и сега го немаме. Тоа редовно се следи и сега. Но да се очекува дека Европската унија ќе ги направи реформите место нас, не може да се очекува. Прво, процесот е предолг, притисокот е, да кажеме, распореден низ годините во споредба со поранешните процеси, и од друга страна, апсолутно сами треба да ги донесете тие планови, сами треба да ги чувствувате како своји, да им бидете посветени. Јас сум убедена дека никој однадвор не може да ја заврши работата за вас. Може да создаде притисок, може да ви даде помош, може да ви даде најдобри примери, но вие сте тие што мора да имате и визија, и методологија, и начин на спроведување и следење. На крајот на криштата треба да влезете во како рамноправна членка, а не како некој приврзок. Нема да ве примат такви. А дали со почеток на преговори на земјите се отворат пристап во нови европски фондови кои што ќе значат и автоматски не. Автоматски не. Автоматски не, значи тоа не се случи ни со Црна Гора, ни со Србија. Тоа беше порано така, но сега веќе тоа не е така. И во овој буџет не се предвидени такви средства од страна на Европската унија, ќе видиме во следниот буџет. За жал државите членки, и тоа особено оние новите, не се многу расположени, кои што декларативно се за проширување, не се баш расположени колача да го делат со други. Така што тука нема автоматизам. И тоа е можеби една од најслабите алки на политиката на Европска унија кон Балканот, кон Западниот Балкан, ако ги тргнеме настрана што нема ефикасен начин да ги сопре блокадите кои што не се засновани на копенхагенските критериуми. Еден од клучните проблеми е тој. Како е искористувањето на тие фондови сега? Колку ние како земја успеваме да всисуваме такви фондови? Тука има различни статистики. Ќе ви кажат, ако прашате од секретаријатот за европски прашања, од, што ја знам, 60 до 80 до 90, зависи која компонента и така натаму. Меѓутоа, факт е дека недоволно се искористуваат. Но она што мене повеќе ме загрижува не е процентот само на искористеност на средствата, туку каде се насочуваат тие средства. Значи, повторно, визијата. А тука во голема мера зависи од Европската унија. Има се повеќе ги насочуваат средствата на регионално ниво и сега веќе не постои принципот на национални проекти. Зајакнување не само зајакнување на регионалната соработка, туку во повеќе, да речеме, добро би било да се сите инфраструктурни, значи не се има и во другите области, туку во заеднички проекти и нема однапред гарантирана сума што ќе ја добиете, така што вие мора да се надпреварувате. Тука улогата на Европската унија е поголема, бидејќи таа има практично поголема дискрециона моќ да ги насочи средствата кон одредени проекти. Тие средства не се големи, мислам, тие се на нивото на она што беа во минатиот 7 годишен период, така што колку од прилик? Тоа се сега околу 12 милиарди за целиот регион. Евра, да. Какви последици ние како земја и како граѓани, мислам негативни последици би имале ако не го отвориме процесот на... Проблемот е тука што кога не сте внатре, вие сте изолирани. Значи не сте во процесот, се повеќе се изолирате и ако имате релации. Мислам, тука е процесот за спогодбата за стабилизација и асоциација, веќе сме поврзани во секој поглед со Европската унија, но процесот е што проблемот што ако другите се приближуваат, а вие останувате исклучени. Значи се изолирате, а се праќа и лоша порака и до инвеститори и до воопшто до меѓународната заедница. Поголем проблем за мене е како вие ќе се справите со тоа. Значи доколку ние се справуваме со тоа на еден зрел начин, мислам дека негативните ефекти може да се намалат.
доколку одиме слепо, ако не почнеме на преговори, пропаднавме, мислам дека ефектите ќе бидат полоши. Има уште една работа. Дали почетокот на преговори е гаранција дека навистина процесите одат во вистински правец? Ние го имаме примерот на Србија. Србија веќе колку години, 2-3 години преговара, меѓутоа состојбите во таа земја, особено со начинот како претседател Вучич раководи со таа земја, покажува дека, или ние од надвор гледано, дека таа земја назадува, не напредува во тој европски пат. Па нема гаранција, Србија не ни отвора поглавја сега, така што може да се рече дека на некој начин е и казната со тоа што не отвора поглавја. Од друга страна па и кај Црна Гора е запрен процесот на некој начин, на испит е ставена новата влада, така што не можете да кажете дали казната доаѓа заради неисполнување на реформите или пак заради тоа што Европската унија сепак го успорува процесот, што е реалност. На нив и се применува веќе новата методологија и покрај тоа што не се менуваат преговарачките рамки, така што да, големо прашање е во која мера е тоа казна, реална, а во која мера е всушност и неможност на Европската унија во моментот да влијае на процесите. Таа нема она позната трансформативна моќ, токму заради тоа што понудата не е кредибилна. Значи немаме извесен период да знаеме дека 10-20 некаков рок во кој што овој процес ќе заврши, значи тоа е со отворен крај. А сега немаме ни некаква гаранција за квалитет на процесот со сите овие дополнителни услови што доаѓаат, блокади како во случајот на Македонија од Грција и сега од Бугарија. Така што тоа е еден лош пример за целиот регион. Госпожа Јорданова, благодарам на разговорот. Благодарам, повелете друг пат.